Сите ја знаеме божичната приказна, нели? Ама што ако зад неа се крие една многу постара драма, исплетена од 4 древни текста? Ова е приказна што почнува со кралски страв, а завршува со неочекувана тивка надеж. И токму тоа е прашањето што ќе го истражиме. За да го најдеме одговорот, ќе треба да патуваме назад низ вековите, да станеме детективи и да ги споиме деловите на една навистина фасцинантна историска загадка. Добро, ајде да почнеме. Првиот чин од оваа драма не носи кај еден крал. Кралот Ахас, кој се нашол во една прилично незавидна ситуација. Се соочувал со политичка криза, каде што влоговите биле огромни. Значи, ајде да ја замислиме сцената. Годината е 735 пред нашата ера. Младиот крал Ахаз е буквално меѓу чекани на ковална. Неговото мало кралство е стиснато помеѓу две огромни ривалски сили. Од една страна ја имаме Асирската империја, суперсилата на тоа време, а од друга, сојузот на неговите соседи кои му тропаат на врата и му велат: или си со нас во бунтот, или ќе те збришеме. Може да се почувствува паниката во воздухот, нели? И токму во овој критичен момент Ахаз се наоѓа на крстопат. Има два избора. Пророкот Исарија доаѓа и му вели: смири се, верувај во Божјото ветување, династијата ќе обстане. Тоа е патот на верата. Ама Ахаз, тој е преплашен. И што прави? Прави своји политички калкулации. Тој го избира патот на стравот. И ако се прашувате колку бил очаен, еве го одговорот. Овој цитат е морничав. Тој го жртвувал сопствениот син. Замислете, својот наследник, во еден пагански ритуал. Со тој еден потек, тој практично ја уништува иднината на сопствената династија за која толку се плашил. И сега подгответе се, затоа што токму од овој најмрачен момент, од оваа длабочина на страв и неверство, се раѓа едно од најпознатите и највлијателни пророштва во целата историја. Иронијата е во тоа што на Ахаз му било понудено да побара каков било знак од Бога, но тој одбил. Па Бог му дава знак сеедно преку пророкот Исаија. Ова е директен одговор на неверството на кралот. Но ајде да видиме што всушност значело ова пророштво во тоа време. И тука лежи клучот за разбирање. Ова пророштво имало, да речеме, две нивоа на значење. Првото било за самиот Ахаз, нешто непосредно. Пораката била: не грижи се, ќе се роди нов наследник, твојата династија нема да згасне, а непријателите ќе ги снема. Но имало и второ, подлабоко значење. Со текот на времето, бидејќи наследниците на Ахаз постојано потфрлале, ова ветување прераснало во една голема надеж. Надеж за иден, совршен крал кој навистина ќе биде достоен за името Бог со нас. Ама за да се разбере и да се верува во вакво ветување, треба да се разбере и јазикот на верата од тоа време. Затоа, сега ќе користиме еден псалм, Псалм 24, како еден вид клуч или декодер, за да го отклучиме значењето на овие термини. И псалмот го поставува клучното прашање: кој е достоен да застане пред Бога? Кој може да се искачи на неговата света гора? И одговорот можеби ќе ве изненади. Не се работи за тоа да се биде морално совршен. Се работи за нешто сосема друго. Првиот услов е чисто срце. Сега, ова не значи да се биде безгрешен. Најдобрата аналогија е можеби како златото. Чисто злато без никакви примеси. Значи, чисто срце е срце кое е целосно, 100% посветено само на еден Бог. Токму спротивното од срцето на Ахаз, кое било измешано со верба во идоли. Следно, невини раце. Повторно, не зборуваме за криминал. Ова се однесува на ритуална чистота. Тоа се раце кои не биле извалкани со пренесување жртви на лажни богови. Повторно, директна спротивност на Ахаз, кој, како што видовме, ги извалка рацете со најстрашната жртва. И конечно, изразот подигање на душата, тоа е едноставно древен начин да се каже молитва. Значи, кога ќе ги споиме сите три дела, чисто срце, невини раце и подигање на душата само кон вистинскиот Бог, сликата станува кристално јасна. Се сведува на една работа – целосна, апсолутна, неподелена верност. Добро, ајде сега да ја премотаме лентата, брзо напред, околу 700 години. Да видиме како првите христијани гледале на целата оваа приказна.
За раните христијани, записателите на Новиот Завет, овие древни пророштва не биле само правливи историски записи. За нив, ова било како да гледаат долга серија и сега, конечно, стигнале до големото финале. Тие верувале дека живеат во времето кога целата таа приказна го достигнува својот долго очекуван врв. И никој не го кажува ова подобро од апостол Павле. Во неговото писмо до римјаните, тој практично ја поврзува целата приказна. Вели дека добрата вест за Исус била ветена уште од пророците, дека Исус е потомок на Давид и дека тој е исполнувањето на целиот Божи план. Со други зборови, тој е одговорот на ветувањето што му било дадено на Ахаз, ветување во кое Ахаз не можел да верува. И сега, целата оваа епска приказна, сите овие векови на чекање и пророштва, се сведуваат на еден единствен, пресуден момент, на одлуката на еден скромен, обичен човек. Главната улога сега не ја игра крал во палата, обкружен со советници. Не! Сега се зависи од тивката вера на еден дрводелец по име Јосиф, кој се соочува со длабока лична криза. Неговата дилема е последната алка во овој долг пророчки синџир. И погледнете ја оваа неверојатна симетрија. Имаме две кризи и два избора. Од едната страна, кралот Ахаз. Тој се соочува со национална криза и што прави? Действува од страв, го жртвува својот биолошки син и ја раскинува врската на доверба со Бога. Од другата страна, 700 години подоцна, го имаме Јосиф. Тој се соочува со длабоко лична семејна криза, но тој действува од вера. Го прифаќа синот кој не е негов биолошки и со тоа го исполнува Божјото ветување. Изборот на Јосиф е совршен одговор на неуспехот на Ахаз. Тој како да се затвора еден огромен историски круг. Значи, ангелот му дава на Јосиф многу конкретна наредба – да го именува детето Исус. А името Исус, или на хебрејски Јехошуа, значи токму тоа – Господ спасува. Тоа е неговата цел, неговата мисија. А како Господ спасува? Па тука се враќаме на старото пророштво на Исаија. Се сеќавате на името Емануел? Тоа значи Бог со нас. Мисијата е спасение, а начинот е Божјото присуство. И со ова приказната се заокружува на еден прекрасен начин. Евангелието според Матеј, која раскажува оваа приказна, започнува со пророштвото за Емануел. А како завршува? Со последните зборови на Исус: Јас сум со вас секогаш. Значи, неговата мисија да биде Исус, Господ што спасува, се остварува преку тоа што тој е Емануел, Бог со нас. Спасението не е некоја абстрактна идеја, туку е реалноста на Божјото присуство меѓу нас. И така, оваа древна приказна за стравот на еден крал и верата на еден дрводелец оддекнува и денес, нели? Не остава со едно длабоко прашање. Кога во животот ќе се појави криза, без разлика дали е голема, национална или мала, лична, кој пат се избира? Патот на Ахаз, патот на стравот и контролата или патот на Јосиф, патот на довербата и верата?